Почитувам председателе, моето процедурално обраќање во врска со член 173 став 2 од Деловникот. Вие само просто не известивте преку прост премин дека владата го повлекла законот за бесправна легализација на бесправно изградени објекти. Имено, според членот на кој се повикувам, ако председателот одлучи да не го подпише указот за прогласување, собранието повторно го разгледува во фаза на трето читање во рок од 30 дена. Имено мојата дилема се однесува и е во врска со членот 38 став 3 од Законот за собрание, кој е сличен на оно што го прочитав. Значи, членот 38 став 3 вели ако председателот на Републиката одлучи да не го подпише указот, собранието повторно го разгледува законот во рок од 30 дена, а ова во врска со членот 75 од Уставот, став 3, кој вели дека собранието повторно го разгледува законот и доколку го усвои со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, председателот на Републиката е должен да го подпише указот. Значи, процедуралното укажување мое е следново. Мојата дилема правна која се раѓа е: врз основа на Уставот, владата е овластен предлагач на законот, но како што вие умесно сте забележале во предложениот дневен ред, во точка 3, ако не се лажам, таму не стои предлог закон, бидејќи не е предлог закон, затоа што собранието веќе го изгласало, туку тоа е закон, односно ветиран закон. Тоа значи закон кој е подпишан од вас, а не е подпишан од шефот на државата. Дилемата која ми се раѓа е како може владата да поднесе, тоест да повлече закон. Имено владата како овластен предлагач по сила на Устав може да повлече само предлог закон, а не и закон. После гласањето на тој закон за легализација на дивоградби, кој вие здушно си го гласавте и ДУИ, и СДС, и ВМРО-ДПМН, веќе владата е небитен играч во случајот, затоа што тоа е закон. И од тука односот е интерпартес помеѓу собранието и председателот. Дилемата ми е, од каде вие, како председател, односно владата, како предлагач, го црпи незиното право да повлече закон, а не предлог закон. Од тука, тој закон треба да биде ставен на повторно разгледување и во таков случај, доколку вие имате политички договор, тој закон да не го добие потребното мнозинство. Па би сакал појаснување од каде го црпите легитимитетот да го тргнете од дневен ред нешто што Уставот ве обврзува да го ставите на дневен ред.